Почитувани медиуми, во насока на продолжување на работниот материјал под мотото за посилна македонска економија во периодот на пост-COVID-19, Стопанската комора на Македонија денешната пресконференција ја организира под мотото приоритетни чекори за поттикнување на економската активност и раст на извозот. За таа цел на денешната пресконференција ќе учествува магистар Ѓоко Танасовски, директор на Царинската управа на Република Северна Македонија. За почеток збори давам на веди извршниот директор на Стопанската комора на Македонија Билјана Пеева Ѓуриќ. Повелете. Почитувани медиуми, ми представува задоволство што денеска во присуство со директорот на Царинската управа на Република Северна Македонија ќе може да информираме за една клучна тема од која зависи растот и функционирањето на нашата економија. Стопанската комора на Македонија, како што беше споменато на почетокот, во самиот старт на овој месец започна со една промотивна кампања за кој што беше изработен материјал и брошура насловена Македонската економија во тековниот период и во пост-COVID-19 периодот, што низ низа активности ќе трае се до крајот на годината, а во таа насока е и организацијата на денешната пресконференција, со која сакаме да ги издвоиме дел од приоритетите, односно насоките и чекорите кои се во правец на раст на извозот, а со тоа и соодветниот проток на стоки низ границите, тргнувајќи од фактот дека токму овие активности се од клучно значење за идно раздвижување на македонската економија. Свесни сме дека актуелната криза трае веќе 10 месеци, дека истата и ќе продолжи и нема да заврши брзо. Затоа во самиот материјал потенцирано е од една страна дека е неопходно мерките што се превземаат од страна на државата не да бидат само со краткорочни ефекти насочени кон ублажување, амортизирање на последиците од кризата, туку потребно е да се фокусираме во наредниот период и на мерки кои што ќе имаат и подолгорочни ефекти, со кои што ќе може да се одржи економската активност на приватниот сектор. Како идни дел од приоритетните активности во насока на поттикнување на извозот, ќе издвојам неколку точки. Прво, потребата за раздвижување на надворешно трговската размена во насока на зголемување на извозот со цел да го ублажиме трговскиот дефицит кој постои на наша страна, а тоа е можно со неколку чекори и активности: намалување или потребата за ревидирање на царинските стапки, што како активност започна и пред неколку месеци. Имавме конкретни примери за барање од еден сектор, наш извозен сектор. Меѓутоа, оваа активност не може да биде еднократна и таа мора да се одвива во неколку фази, да опфаќа и неколку фискални години, за кое што е потребна да се изработи и соодветна анализа. Останува потребата за намалување, односно ревидирање на увозните и на извозните давачки и воедно во овој сегмент потребата за поедноставување или укинување на непотребните административни процедури и пречки и рационализирање на трговските процедури. Знаеме дека секоја економија си воведува своји заштитни мерки, меѓутоа во насока на тоа што сакаме да ја зголемиме и да работиме на унапредување на регионалната соработка, овие прашања кои што ги имаме како предизвик пред нас може да се решаваат заеднички со другите земји пред се од нашето обкружување, а за тоа ќе имаме прилика и сигурна сум дека и Царинската управа ќе биде фокусирана на тоа прашање во наредната година, имајќи го во предвид фактот дека токму Македонија го превзема следната година претседавањето со ЦЕФТА. Како втора точка би издвоила потребата за превземање на мерки за помош на извозно ориентираните компании со цел во одреден временски период да ги одржат капацитетите и вработените,
особено за оние компании кои не се дел од големите странски групации и кои мора со многу ограничени ресурси да се борат сами на странските пазари. Тука би издвоиле неколку чекори, потребата за ликвидносна поддршка за дел од компаниите, кои времено може да останат или се останати без обновени договори за работа, и поддршката во оваа насока може да биде насочена преку грантови или преку бескаматни заеми. Воедно постои можност која што треба да се разгледа и за вклучување на овие компании во јавните набавки или во некои новоотворени проекти кои ќе се спроведуваат од страна на државата во рамки на реализација на определени капитални инвестиции. Трета точка која би ја истакнала е потребата за воведување на механизам за поттикнување на нето извозот, а со тоа и добивање на повисока додадена вредност на производите. Со поттикнувањето на компаниите, всушност истите на овој начин ќе се мотивираат да ги насочуваат инвестициските активности кон активности за поголем обем кои се потпираат на домашни ресурси, значи работна сила, суровини, знаење и технологија. Покрај домашните компании, користењето на ваквиот механизам може да биде добра причина плюс истото да го применат и странските инвеститори присутни во земјата и да можат повеќе да ги користат домашните ресурси наместо само работната сила. Користењето на ваков механизам на долг рок може да помогне многу и да доведе до преструктурирање на домашната економија од аспект на факторите што го генерираат растот и со тоа да се предизвикаат многу поголеми позитивни ефекти врз самата целата економија. Неопходен е и сет на активности за помош од државата во изнаоѓање на извозни алтернативни пазари, со кои што извозно ориентираните компании ќе можат да го диверзифицираат ризикот кој што е предизвикан со продолжување на кризата која владе и во Европа, но и во периодот по завршување на кризата. Импулс во оваа насока би можело да даде интензивирањето на економската дипломатија, што неодамна беше често споменувано. Не помалку важно, покрај моментот што го спомнав за намалувањето на царинските стапки, е да се направат и известни олеснувања во сферата на даноците, односно да се покрене прашањето за намалување на стапките на ДДВ при увоз на репроматеријали, затоа што олеснувањето во овој сегмент сигурно дека ќе има и повеќе кратен позитивен ефект прво за стопанството, меѓутоа гледано од фискалните импликации од страна на државата, сепак по други основи придобивки кога има стопанството, тоа исто ќе се врати и на државата, така што и тие ќе може да ги почувствуваат ефектите од ваквите промени. Едно е јасно, дека во услови на криза е многу тешко да се обезбеди и да се одржи синџирот на снабдување. Еден од клучните нотирани ризици во самиот материјал, кој што е изнесен од страна на стопанствениците, но и од страна на експертите, е поврзан со сигурноста во снабдувањето со основните продукти и со енергијата. Затоа оценето е дека врвен приоритет мора да биде одржувањето на непрекинатата врска на транспортните коридори, но не само со регионот, туку и со земјите членки на Европската Унија, со која што ние и останатите земји од регионот остваруваме околу 70% од вкупната надворешно-трговска размена на годишно ниво. Секако, важно за целото наше стопанство е редовното снабдување и со нафта и со нафтени деривати, што значи и соодветна продност и проток и долж коридорот 10, значи на границата со Грција, од каде што токму за овие производи доаѓаат вкупно 75% од вкупно увезените количини.
Во оваа насока, комората, заедно со другите партнерски комори од Западен Балкан, преку Коморскиот инвестицијски форум, апелира уште во средината, некаде кон крајот на месец март, а на наше задоволство соодветно и навремено реагира институциите и секако Царинската управа за превземање на оперативни чекори за следење на продноста на коридорите со соседните земји преку воведување на така наречените зелени коридори или зелени ленти, што стартуваше во втората половина на месец април оваа година. Едно е сигурно, дека концептот на овие зелени коридори или зелени ленти уште повеќе треба да се развива, не само од аспект на протокот кој што го имаме со соседите, но и на проширување негово со земјите членки на Европската Унија. Затоа во таа насока треба веднаш да се пристапи кон примена на акцискиот план за заеднички регионален пазар, кој што беше усвоен на самитот во Софија на 10 ноември оваа година, каде што беше предвидено дека во најкусможен рок ќе биде изведено поврзувањето на зелените ленти од ЦЕФТА регионот во однос на граничните премини на овие земји со државите членки на Унијата. И на крај, она што е поврзано и потреба во насока на подобрување на состојбите кај извозниците и кај стопанството, би издвоила уште една системска мерка која е спомената во самиот материјал, а тоа е потребата за измена на законот за царинска тарифа и нејзино подобро усогласување за потребите на бизнис секторот. Ваквата измена може да предизвика сериозни ефекти во насока на подолгорочна одржлива конкурентност на стопанството и за привлекување на нови странски инвестиции. Се работи сепак за еден сериозен голем захват за кој што има долгоречен ангажман, но и процес кој што сериозно позитивно ќе влијае на состојбите. Од мене за сега толку. Сега го повикувам директорот на Царинската управа, господинот Ѓоко Танасовски, да ви се обрати. Благодарам. Почитувана господја Билјана Пеева Ѓурич, почитувани представници на Стопанската комора, почитувани представници на медиумите. Ми представува особена чест и задоволство денес да учествувам на промоцијата на документот за посилба македонска економија во периодот на пост-COVID-19. Токму на граничниот премин Табановце-Прешево, каде пред повеќе од една година започна проектот на едношалтерски систем, со што се воведе заедничка гранична контрола на стоковиот и патничкиот граничен промет помеѓу Република Северна Македонија и Република Србија. Економијата во моментов е соочена со сериозни предизвици поврзани со здравствената криза. Царинската управа, како докажан партнер на деловната заедница, во текот на целата измината година вложи напори да го олесни извозот на економските оператори и да овозможи непречен транзит на стоките. Во изминатиот период, соработката меѓу Царинската управа и Стопанската комора на Македонија е на исклучително високо ниво и комората е наш постојан партнер и во рамките на советодавното тело. Како полека завршува оваа година, сакам да споделам со вас некои клучни податоци за надворешно трговската размена во првите 11 месеци од оваа година. Според податоците со кои располага Царинската управа, вкупниот увоз во првите 11 месеци од 2020 година е помал за 7% во однос на истиот период минатата година, додека намалувањето на извозот е за 11%. Споредено со исклучителната лоша економска состојба во светот, предизвикана од глобалната пандемија, ова се солидни резултати, за што се вложени исклучителни напори од владата на Република Северна Македонија и од Царинската управа. Царинската управа, како што е наведено во документот за посилна македонска економија, е целосно посметена на неговата имплементација и сите препораки што се однесуваат на царинското работење и на царинските постапки ќе бидат разгледани и имплементирани со највисок степен на внимание. Царинската управа има клучна улога
во поглед на заштитата на финансиските интереси на државата, здравјето и животот на граѓаните, но исто така и во заштита на националната економија преку удржување и унапредување на конкурентскиот бизнис амбиент. Во оваа криза, поддршката на извозните компании беше и е најголем приоритет, со цел максимално да се поддржи стопанството, а со тоа и да се намалат последиците по македонската економија. Дозволете ми во ова кратко обраќање да истакнам неколку активности што се веќе реализирани или треба да се реализираат, а се однесуваат на подобрување на економските услови на стопанисување. Еден од главните приоритети на Царинската управа во изминатиот период беше воспоставувањето на така наречените зелени коридори. Како резултат на соработката со ЦЕФТА секретаријатот, Регионалниот совет на соработка, како и Европската транспортна заедница, а во рамките на македонското председателство со ЦЕФТА под Комитетот за царини и потекло на стоки, во април 2020 година се воведоа така наречените зелени коридори со цел обезбедување на непрекинатост на работата на клучните гранични премини 24 часа, 7 дена во неделата и непрекината работа на меѓународните синџири на снабдување. Паралелно со зелените коридори беше воведена и приоритетна листа на стоки за извоз, каде се вклучени свежи земјоделски и прехранбени производи, медицинска опрема и лекови и витални прехранбени стоки. Врз основа на позитивните искуства и остварените очекувања, не само на царинските служби, туку и на сите чинители вклучени во меѓународната трговија, на последниот подкомитет на ЦЕФТА беше заклучено дека воведените зелени коридори треба да продолжат да функционираат и во иднина и да се прошират на граничните премини со Европска Унија, а приоритет на минување треба да имаат и овластените економски оператори и расипливи стоки. Второ најзначајно остварување се заедничките контроли и one-stop shop. Договорот за улеснување на трговија на Светската трговска организација и Берлинскиот процес за Западен Балкан препорачуваат да земјите од Западен Балкан воспостават заеднички гранични контроли со цел да го олеснат и забрзаат извозот, увозот и транзитот на стоките. Република Северна Македонија заедно со Република Србија се првите земји од Западен Балкан што воспоставија заедничка гранична контрола. Со финансиска помош на Европската Унија и на владата на Република Северна Македонија, Царинската управа изврши реконструкција и модернизација на инфраструктурата на граничните премини Табановци и Ќафасан, со што ги исполни сите предуслови за започнување на вршење на заедничките контроли. Со воспоставување на новиот начин на работа и заедничката гранична контрола на службите на двете земји, коридорот 10 стана поатрактивен и поефикасен за вршење извоз, увоз и транзит на стоки. А наскоро истото се очекува и за коридорот 8 на граничниот премин Ќафасан, Ќафтане, каде што драп верзијата од договорот е веќе предадена на албанската страна и се очекува многу брзо потпишување. Дополнително, во наредниот период, со помош на средства од Светска банка, ќе се изврши реконструкција на граничните премини Девебајр и Ќафасан, а преку ИПА-3 фондовите ќе се реконструира граничниот премин Делчево, со што ќе се овозможи модернизација на премините и додавање на дополнителни ленти. По согледаните првични резултати на примена на концептот, со взаемни консултации со колегите од Република Србија во февруари, токму на Табановце започна со работа и втората лента на камионскиот сообраќај. Оваа нова, дополнителна влезна лента се користи и за движење на товарни возила кои превезуваат стока на фирмите на кои се однесува договорот за взаемно признавање на овластен економски оператор, а кои транзитираат со користење на транзитни електронски документи, расиплива стока и празни превозни средства. Од направената анализа за времето кое е потребно транспортните возила да ја завршат постапката, добиен е податок дека над 67% од возилата ги завршуваат сите царински постапки во рамките на 1 час, што е најмалку за 30% забрзување во однос на минатиот период. Секојдневните предизвици со кои се соочуваат директните учесници во царинските постапки
во текот на своето работење се мотив да се продолжи со партнерскиот однос со бизнис заедницата, да се работи на уште поголемо зголемување на довербата меѓу царината и учесниците во царинската постапка, на развивање стратегии, процедури и методи за олеснување на протокот на трговијата и преземање на мерки во согласност со важечките законски прописи во Република Северна Македонија согласно легитимните потреби на деловната заедница. Трето достигнување представува намалување на царинските стапки за одредени категории на суровини и репроматеријали што се клучни за извозната индустрија. Во таа насока, пред менувањето на законот за царинска тарифа, владата на Република Северна Македонија донесе неколку уредби за автономно намалување на висината на царинската стапка за суровините за месната и преработувачката индустрија, како и за автомобилската индустрија. Една од клучните препораки на документот, што се презентира денес, е измена на законот за царинска тарифа, преку намалување и изедначување на висината на царинските стапки со оние на Европската Унија. Во рамки на јавно-приватното партнерство помеѓу владата и коморите, започната е постапка за ревизија на царинската тарифа, каде царинската управа е активно вклучена. Новините што се предвидуваат во законот нудат низа иновативни решенија, како што се намалување на царинските стапки на суровини и репроматеријали, што се наменети за крајна употреба, намалување на царинските стапки преку нивно изедначување со нивото на царинските стапки во Европската Унија. Сите овие измени треба да обезбедат посилна економија и поголема конкурентност на економските оператори. Во соработка со деловната заедница, Царинската управа како носител и главен координатор неодамна ја започна реализацијата на проектот за новиот национален едношалтерски систем во државава. Со воведување на овој систем ќе се интегрираат националните IT системи кои се користат во Царинската управа, односно ќе се изврши интеграција и со системите на другите владини институции и ќе се обезбеди единствена точка, прозорец за користење на услугите од страна на економските оператори. Системот ќе се развива и имплементира во рамките на компонентата за олеснување на меѓуграничната трговија на стоки од проектот за олеснување на трговијата и транспортот во Западен Балкан, финансиран со заем од Светска банка. Исто така, развојот и имплементацијата на овој систем е од национален интерес, а со негово користење при олеснување на постапките за бизнис заедницата и обезбедување на поефикасни контроли ќе се постигне заемен бенефит. Четврто големо достигнување во поддршката на македонската економија се новите правила за потекло на стоки, што на македонските компании треба да им овозможат полесни услови за стекнување на преференцијално македонско потекло. Новите ревидирани или преодни преференцијални правила за потекло на стоки се поедноставени од аспект на елиминирање на кумулативните услови кај правилата за многу видови на стока, олеснување на производните специфични правила, зголемување на процентот на користење на суровини без потекло, зголемување на условот за толеранција на суровини без потекло од постоечките 10% на 15%, воведување на примена на целосна кумулација и воведување на можност за поврат на платените давачки за суровини без потекло при извоз во Европската Унија. Овие транзициони правила треба да стапат во сила кон средината на 2021 година и да дадат нов поттик за зголемување на конкурентноста на македонската економија. Нашите заложби остануваат кон унапредување на институционалниот и административниот капацитет на Царинската управа и преземање на активности за олеснување, забрзување и поедноставување на царинските и акцизните постапки. Во овој контекст, многу важен сегмент е и воведувањето на софтверот за обработка на царински декларации и акцизни документи, со што значително се подобри и олесни царинското работење во комплетна безхартиена околина. Во неодамнешната анкета на задоволство од користењето на царинските формалности, спроведена од Стопанската комора на Македонија, 75% или 3/4 од испитаниците одговориле дека се мошне задоволни од користењето на поедноставените царински постапки.
повеќе од половина дека имаат доста погодности од користењето на одобрението за овластен економски оператор. Во иднина, приоритет на Царинската управа ќе биде и понатаму промоција на поедноставените царински постапки и дигитална и без хартиена околина. Доста клучно се покажа со тоа што во април, со почетокот на кризата, беше воведена на цела територија на Република Северна Македонија без хартиен извоз, а во моментов во завршна фаза е и пилот проектот за без хартиен увоз. Со тоа што очекуваме да во 2021 година ќе имаме комплетно без хартиена околина и за извозот и за увозот. Почитувани, дозволете да го искажам своето задоволство од досегашната соработка со Стопанската комора на Македонија, резултатите од спроведените реформи преку кои ја потврдивме посветеност и ентузијазмот на Царинската управа во насока на исполнување на очекувањата и потребите на сите корисници на нашите услуги. Во оваа пригода би сакал да ја потврдам и нашата одлучна намера за продолжување на оваа соработка во сите сегменти и на сите нивоа, а со цел на тамошно подобрување на капацитетите на Царинската управа и постигнување на стандардите на царините од Европската Унија. Ви благодарам.